Господине Богдановиќ, со што вие изминатиот период откако сте градоначалник успеавте да ја подобрите генерално сликата на општина Центар? Па во изминативе година и скоро 2 месеца колку што помина од мандатот, започнавме со една крупна работа, тоа беше запирање со одобренијата за градби, односно воведување така популарно речениот мораториум. Тоа беше се со цел да се ревидираат, да се исправат плановите кои што беа донесени во изминатиот период, кои што го уништија центарот на градот. Тоа е една работа која што е се работи во долга фаза, бидејќи навистина има многу грешки кои што се направени, треба време да се исправат и самата процедура при носење на дуп треба време. Веќе сме при крај со одредени дупови, ќе се видат резултатите кога истите ќе бидат презентирани и донесени. Второ од клучните работи е што ја почнавме третата фаза на основното училиште, кое што заради одредени технички пречини беше заглавено и се очекуваме дека мај-јуни ќе биде завршено, да од септември дојдат првите ученици. Тоа е капитален проект кој што го финансира самата општина од сопствени средства и од кредитирање и е прв пример во Република Македонија, бидејќи секогаш било пример порано државата да ги гради самите основни училишта. И тоа ќе биде едно од најмодерните основни училишта не само на територија на Македонија, него и на Балканот и пошироко, бидејќи ќе навистим нови елементи кои што ги нема во основните училишта во Република Македонија. Го завршивме Центарот за деца со детска парализа, тоа беше проект кој што го работевме со Министерството за труд и социјална политика, за да на децата кои што навистина имаат таква потреба, тоа е единствен центар за детска парализа на територија на град Скопје и мене искрено ми представува особено задоволство и чест што ние како општина успеавме да изнајдеме начин тоа да го решиме тој проблем. Потоа тие деца ќе се преселат или корисници ќе се преселат во основното училиште Капиштец и основното училиште Капиштец ќе биде прв пример за инклузивност, односно вклучување и на деца со посебни потреби во образовниот процес. И тоа е на некој начин ќе дадеме можност и правилен развој на тие деца, бидејќи нема да ги изолираме од самото општество. Ја завршив улицата Ѓуро Ѓоновиќ, која после 50 години таа населба добива нова улица, односно капиталната главната улица. Тоа беше проект навистина кој што го работевме доста предпазливо, бидејќи имаше многу, да кажам, пречки во кои што се очувавме, ние успеавме тој проблем да го решиме и граѓаните да добијат нова улица. Таму е планирано да се изгради нова градинка со донесување на новиот детален урбанистички план кој што години наназад не беше донесен. Мислам дека оваа година ќе го завршиме сето тоа. И конечно тие граѓани ќе добијат градинка каде што нема да ги носат децата на неколку улици да ги преминуваат, него едноставно ќе биде таму. Тука веќе започнуваме оваа година уште на Петричка и Тито Велешка улици. Тоа се капитални проекти кои што пак ќе напоменам во изминатиот период не беа донесувани. Во завршна фаза ни е основното училиште Димитар Миладинов со реновирање на целосно фасада преку 4500 квадрати, целосно внатрешно реновирање, прозори и така натака. Завршивме со доградбата на основно училиште Гоце Делчев, целосно реновирање на фасадата и внатрешниот интериер. Направивме уште 5 други улици кои што ни беа во програмата и нормално започнавме и неколку други процеси. Бевме од првите општини кои што го започна воведувањето на прочистувачи за воздух, пред се во градинките, сега оваа година почнуваме и во основните училишта и со тоа сакаме да придонесеме во оној дел за влијание, односно периодот од кој што децата од предшколска и школска возраст го поминуваат да дишат чист воздух. И многу други проекти кои што во текот на дискусијата ќе ги отвориме. Граѓаните на општина Центар години и години наназад реагираат на ниско ниво на јавна хигиена, на проблеми со сообраќајот, исто инфраструктурата. Понудивте ли решение на овие проблеми? Да. Особено на проблемите со сметот? Да, тоа го работиме паралелно со град Скопје, бидејќи комуналното предпријатие главното кое што се го работи со сметот, го отфрлат и го работиме заедно со нив. Значи, в комуналното предпријатие, односно градот Скопје, веќе започна процедура и веќе почна да се набавување на нови корпи за отпадоци, бидејќи навистина градот Скопје, можам да кажам слободно во изминатиот период, посебно во општина Центар, предпоставам ради политички работи, некако општина Центар беше оттргната од тој дел. Сега може да се проши да се види навистина нови убави корпи за отпадоци. Започна да се поставуваат подземни контейнери. Оваа година
ќе има набавка и на нови поголеми посовремени подземни контейнери. Со градот Скопје веќе започнавме чистење, да кажам, на делови организирано заедно со нашите служби, но тоа не е доволно. Зошто? Затоа што има уште многу работи кои што веќе се во план и веќе се во процедура на спроведување. Тоа е набавка на нови машини за чистење, бидејќи ние како општина Центар, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, сакаме да набавиме машини за да и ние директно влијаеме и не зависиме само од градот. Нормално тука ќе се надополнуваме и да помагаме, но има еден низ проекти кои што ќе се случуваат во оваа година, се со цел за подобрување на самата хигиена, но не е само тоа доволно. Во оваа фаза, во разговор со Министерството за внатрешни работи со дел од инспекцијските служби, покренавме иницијативата за воведување на комунална полиција, бидејќи освен што треба да се зголеми присутноста на терен со машини, со луѓе и така натака, треба да се влие и на директно на свеста на граѓаните. Тоа го правиме преку разни кампањи заедно со останати невладини организации и да кажам здруженија или фирми кои што се бават со одложување на отпад, но сепак едноставно имаме ситуации каде што имаме строго непочитување, односно имате канта за ѓубре на 5 метри од вас, луѓето се навикнати да го ставаат до кантата, а со комуналната полиција и со зголемување на бројот на редари, ќе зголемиме, ја да кажам, на некој начин и контролата за да видиме кој е тој што не ги почитува одредените законски норми. Меѓу најголемите грижи на граѓаните на општина Центар изминатиот период беше сечата на дрвота, уништувањето на зеленилото, меѓутоа најголема грижа е загадениот воздух. Преземавте ли некакви мерки? Во врска со сечата на дрвата, јас од кога сме дојдени на територија на општина Центар, немаме чепнато ниту едно дрво, освен оние што биле заболени и сушени кои представуваат опасност. Напротив, како општинска администрација, заедно со град Скопје и со нашите програми, веќе започнавме да ги обновуваме сите оние дрвореди кои што беа уништени. Ние го работиме, тоа што го напоменав како ревидирање на плановите, е целта сета зелена површина што е останата се заштити. И тоа ќе го видите како ние отстрануваме објекти од претходно уцртани градежни активности кои што треба да се спроведат. Се работи системски во тој дел. Најголемиот процес, односно најголемиот акцент се фрла на домаќинствата, тоа е спроведување на топлификациона и гасификациона мрежа. Тоа го работиме напоредно со владата и градот Скопје. Мислам дека оваа година ќе се заврши прстенот околу целиот град Скопје, веќе првите домаќинства и индустријски објекти ќе бидат приклучени, со што полека ќе ги неутрализираме сите оние начини на грејење кои што ги имавме од претходно. Се приклучивме на акцијата за расчистување на оџаците на самите домаќинства, бидејќи без разлика доколку не се прочистени оџаците, односно не се чисти толку колку што треба или не се чистат редовно, тогаш тоа само дупло предонесува во загадувањето. Започнавме со инфраструктурни проекти за проширување на топлификационата мрежа и ова што го напоменав со прочистувачите на воздух, заедно со град Скопје ги опремуваме ние градинките и основните училишта, они средните училишта кои што веќе и полека ги завршуваат и со тоа полека секој ден онака ги отргнуваме сите оние загадувачи, од друга страна па паралелно работиме на тој процес да го зголемиме чистиот воздух таму каде што можеме. Има уште многу да се работи на тоа поле, бидејќи ова е еден проблем кој што таложен години наназад, не знам, во дозволата за увезување на стари возила, оние автобуси кинески кои што беа на броени, гледате дека веќе се иде на нов принцип на електрични автобуси, автобуси на газ, чекаме одлука од владата за уведување на трамвајот. Ние како општински власти веќе ги разработуваме проектите со кои што ќе го намалуваме бројот на возила, така да тој процес се работи интензивно и се надевам дека во брзо време ќе се видат резултатите. Барем оние на краток рок, а потоа и оние на долг. Можеме да приметиме дека општина Центар генерално има проблеми со паркирањето. Има низа катни гаражи што се изградени, меѓутоа граѓаните немаат навика да ги користат, а во меѓувреме се жалат на цената на паркингот на стандардните паркинзи. Ке промените ли нешто во навиките на граѓаните? Па нашата цел е да го дестимулираме возењето на сообраќај, веќе имаме одредена мерка, тоа е субвенционирање на велосипеди, сега до оваа година е тротинети, тоа го правиме и заедно со градот Скопје и плюс правење на инфраструктура.
може да приметите дека со градот Скопје во изминатиот период кај нас во општината и во други општини се направи над 4 км велосипедски патеки на место каде што претходно диво паркирале возила. И тој процес ќе продолжи се додека не го обезбедено и онаа потребна инфраструктура за да на граѓаните кои се користат со велосипед или тротинет или не знам пешки имаат слободен простор за поминување. Имаме веќе голем инфраструктурен проект со кој што веќе на самите граѓани, ама пред се резиденти кои што навистина треба да паркираат или немаат можност каде ги остават, ќе им овозможиме да паркираат пред своите влезови, а за сите оние останати ќе направиме нови комерцијални паркиралишта за да може да ги отстраниме од тротоарите. Значи целта која што сакаме да постигнеме повеќе кратна, а тоа значи да се ослободат тротоарите кои што ги имаме зафатено од години назад диво паркирани возила, другото е да го зголемиме комерцијалниот паркинг, односно местата каде што ќе доаѓаат сите посетители, луѓе за работа и така натака. Во план ни се изграда да почнеме оваа година со изградба на еден монтажен паркинг. Во градот Скопје планираме изградба уште еден монтажен паркинг во градскиот парк, нели на тоа место едно време се планираше хотел, сега скрос ја менуваме намената со донесување на деталните урбанистички планови кои што во завршни фази тоа ќе се реализира. Друга работа што крена прашина во јавноста последниот период беше купопродажбата на земјиштето Карши ГТЦ, односно Карши Холидеј. Дали вие како градоначалник бевте консултиран од Министерството за транспорт и врски, дали вие ќе дозволите да се изградат 60 катници на тоа место? Па во врска со тоа беше проблемот години наназад, затоа што скоро сите општини го имаат добиено на управување државното земјиште и они одлучуваат што и како и на кого би го отуѓувале. Тој проблем, односно тоа право за да се отуѓи земјиштето, односно до оформување на секој што има на 30%, едноставно вие не можете да го попречите, бидејќи некој друг си го остварил тоа право. Тоа е одлука на Министерството за транспорт и врски, нашата одлука што ќе се гради таму. Значи ние и многу пати сум го напоменал и во интервјуи и во разговори на совет дека нашата идеја и цел е дека граѓаните ќе одлучат на крајот што ќе се гради. Нормално треба да се види и собственоста и приватните луѓе, но на крај граѓаните да се учествуваат во јавната анкета, дебата, архитекти и така натака. И јас само сакам да потсетам зошто е битен мораториумот. И да не била продадена парцела, да ќе останала државата, може државата ќе градела. Пак правилото за мораториум ќе важело и за државата. Ние сме ставиле пауза таму и сме рекле не, ќе го смениме дупот и такви, ај по мене, неразбрани работи од 60, 80, 90, нешто што било цртано претходно, нема да го дозволиме. И сега тоа го имаме спречено со правен механизам. Додека не се донесе нов план и не се утврди, нема да знаеме точно што конкретно ќе биде, ама кога ќе се донесе точно ќе се биде, али тоа ќе биде донесено тогаш кога ќе си земат учество сите тие кои што се неопходни да си дадат свое мислење. До кога ќе трае мораториумот за изградба на нови објекти на територија на општина Центар? Додека не се ревидираат сите планови, имаме 31 план кои се под мораториум. Веќе при крајни се неколку, кога тие ќе бидат донесени на совет, фактички се минаат од листата на мораториум. Вроди со плотова ваша одлука, зависно и од инвеститори што... Да. Мислам, факт е дека ние на некој начин генерално општините се финансираат од комунали, но општинската администрација навистина се потруди во изминатиот период да ги расчисти сите долгови, да направи општината најнезадолжена, од втора страна да нема извори на комунали бидејќи нормално го стопирала тој процес. И сега да сме општина која што има над 100 милиона денара на сметка, пред тоа имала долг од 270 милиони, така да во тој дел сме успеале да издржиме во тој процес. Сега како што ќе се ослободуваат плановите, таму каде што има развој, ќе има развој, таму каде што ќе се намали, ќе се отре нешто, нема да има развој. На крајот мене ми е битно да самите граѓани одлучат каква населба сакаат да живеат, а не да биде нешто што им исцртано, не биле запознаени и после кога ќе видат дека нешто им се случува, да реагираат. Ние успеавме колку толку да го спречиме се до тоа и на крајот да оставиме простор на повторна дискусија, разгледување, анкета, да си кажат во каквов центар на крајот сакаат да живеат. Вие пред да станете градоначалник на општина Центар, бевте директор на Паркинзи на општина Центар. За Паркинзи општина Центар имаше забелешки дека се вработуваат партиски кадри како награда за ангажирање во предизборна кампања.
Може ли да се смени тоа? Знаете како се партиски кадри, Македонија е мала земја и секој со некого се знае. Ние од сите огласи што ги имаме пуштени во јавното предпријатие или сите луѓе кои што се влезени, се луѓе кои што на крајот ги исполнувале условите на огласот кој што се јавиле. Ние не сме имали ниту еден приговор, ниту една забелешка, ниту некој да не покрене судски спор во тој дел. Така да и во самото предпријатие има луѓе кои што се наследени, кои што работат дури се унапредувани од претходно наследената ситуација, бидејќи јас дојдов веднаш по паѓањето на ВМРО во општина Центар во јавното предпријатие, таму беше предпријатие кое што јас ги наследив луѓето. Добар дел од луѓето се уште се на клучни позиции, работат, така да не било во интерес да се вработува нешто партиски или не, него била целта да се искористат максимално квалитетните луѓе. Слободно може да отидете во паркинзи центар, ќе прашате дека на места кои што биле затекнати, па некои биле и дури унапредени во тоа што бидејќи разбираат работа и навистина ја работат како што треба. И искрено кога ќе дојдете во ситуација тука во општината и на другото, ако навистина не изберете квалитетен кадар, не може да ги спроведете сите оние одлуки кои што сте ги спровели, без разлика дали доаѓаат од партија или едноставно се непартиски определени. Имаме навистина потреби од кадар кој што се дефицит не само во општината, него и секаде, така да не бираме многу. Ако има некој квалитетен и од друга политичка опција или е непартиски, пожелно е да се пријави. Се чини дека ваша најголема пасија е кошаркарскиот клуб Работнички. После неколку години го вративте на шампионски патеки. Меѓутоа најавивте и изградба на нова спортска сала за самиот клуб. До каде сте со Работнички е тим со кој што се гордеат пред се центарци, но и така сме поделени во градот, од Ѓорче до Железничка, од Железничка натака се за МЗТ. И јас уште како дете и многу другари бевме луѓето кои што дадовме да го бодриме и на тој начин можевме да помогнеме. Сега сум дојден во ситуација каде што можам на друг начин, а тоа е преку обезбедување максимално коректни услови за да и играчите, и квалитетот на тимот, и јакнењето на школата, која што беше скроз уништена, го вратиме полека квалитетот на македонската кошарка. Навистина е напорно и тешко, но поддршката и од самиот клуб, од луѓето, од тренерите, ми даваат мотив за да, ајде да кажем и од советот, бидејќи на крајот тие ги усвојат и програмите и буџетот, ми даваат мотив да работиме напорно во тој дел. Работнички заслужува нова сала. Ние имаме едно идејно решение кое што беше презентирано од претходниот градоначалник со мали корекции, бидејќи нормално треба да ги запазиме условите од што ни ги даваат од ФИБА, за да, здравје Боже, утре ако играме надвор, треба да ги имаме. Мислам дека со донесувањето на планот во кој што се предвидува изградбата на новата сала, бидејќи моменталната маркица која што имаме таму е на постоечката сала, а капацитетот кој што треба да го задоволиме ни треба многу повеќе. Веќе ќе влеземе во сериозна фаза да почнеме со изградбата на салата. Уште едно прашање за крај. Бевте директор на ПОЦ, сега сте градоначалник. Каде се пронаоѓате себе си повеќе? И дали на крај ќе завршите во кај својата најголема љубов, можеби како директор на кошаркарскиот клуб Работнички? Па не знам, кај човек секогаш гледа да оди напред. Мене ми било едно големо искачување прво пред се како директор на ПОЦ, а потоа и како градоначалник. Искрено, мене ми е желбата да пробам сите оние работи што сме ги започнале тука, да ги завршиме и навистина да испорачаме резултати од кои што граѓаните ги очекуваат. Ние навистина можам да кажам и хазардерски и ептено онака влеговме во некои постапки кои што на почетокот ги фативме онака како булдожер сите и сега полека ги испорачуваме резултатите, а дополнителни резултати ќе се гледаат после нивната примена. Во Работнички ќе бидам секогаш, не е ни чудно да после некој време останам, бидејќи навистина тоа е нешто кое што ги спојува луѓето, ги зближува, на крајот е нешто што ајде да кажем останува и покрај разлика на се дали сме тука или ваму и ништо чудно не би бил ајде да кажем директор, може да се нафатам во некоја функција во која што оперативно само би придонесувал во Работнички на крајот и најголемиот дел од луѓето кои што се ангажирани таму се навистина само од љубовта према клубот без никаков личен интерес.